Овој град има медиуми, има 2 локални телевизии кои ги информираат граѓаните во рамките на 4 општини: Кочани, Виница, Чешиново, Облешево и Зрновци, ама денеска на 13 март 2020 година, во услови на светска пандемија на коронавирус и локална воредна состојба, ТВ екипите и новинарите ги немаше на седницата на Советот на општината, на која меѓу другото требаше да бидат соопштени активности токму околу овој алармантен проблем. Парадоксот да биде поголем. На самиот почеток на седницата по усвојувањето на дневниот ред, советникот Венко Крстевски праша зошто на YouTube и на веб страната на општината ги нема последните 2 седници и дали денешната ќе ја има. На тоа му беше одговорено дека немаат услови да ги пренесуваат директно или да ги снимаат аудио-видео. Бидејќи денеска 2 локални телевизии не ја снимаа седницата, а на истата не присуствуваше ниту еден новинар, станува јасно дека граѓаните немаат можност да ја проследат и најнепосредно да се информираат за работата на советниците, да слушнат и видат од прва рака дали и кои точки од дневниот ред се усвојуваат, а за кои директно и индиректно се заинтересирани, да видат кој советник се залага за нивните интереси, а кој не. Тоа меѓу другото значи дека ќе немаат можност да ги слушнат најновите информации од градоначалникот Николчо Илиев за активностите со и околу коронавирусот. Сето тоа се случува во период од 12 години непрекинато снимање и емитување на седниците и транспарентно работење на општинскиот совет. А каква оценка по основ на транспарентноста ќе добие општината по ваквото информативно замрачување од работата на Советот, не е тешко да се предпостави. Дотолку повеќе што во општини како Куманово, Гевгелија, Свети Николе, Штип, Струмица и други, соработката помеѓу советите и локалната администрација со медиумите функционираат нормално и целосно. Телевизија Кочани им се извинува на гледачите што немаат можност да проследат интегрална снимка од целиот тек на седницата, но истовремено нагласува дека причината за тоа е на друга страна, односно на друга адреса, бидејќи по 15 месечно бесплатно работење, 2 телевизии конечно рекоа доста е.